Тајниот план на СССР за Нова Македонија, доверлив документ на ЦИА од 1950 година. Советите сакале обединета Македонија со пристап до море. Овој документ е информацијски извештај на ЦИА, датиран на 22 август 1950 година и бил строго доверлив во тоа време. Неговата цел била да ја информира американската влада за советските активности на Балканот, особено околу Македонија и односите меѓу Југославија и Советскиот сојуз. Точка 1. СССР создал Комитет за слободна Македонија, политичко-воена организација чија цел била да се поттикнат востанија во Грчка и Југословенска Македонија, за да се создаде обединета македонска држава под советско влијание. Во документот дури стои дека таа Нова Македонија би имала пристап до море преку Солун, Кавала и Дедеагач, што значи дека советите планирале радикална промена на границите на Балканот. Точка 2. Овој комитет ги поврзува три регионални организации. Во Југославија Раброво, во Бугарија Неврокоп, а во Грција Солун, предводено од извесен Хипатилис, кој е споменат како главен координатор. Точка 3. Извештајот наведува дека организацијата имала конкретни вооружени формации. Грчки сили, вооружени со автоматско оружје и минофрлачи, стационирани околу Солун, југословенски партизани, околу 20.000 луѓе во Штип и Раброво, командувани од поранешен германски офицер Кун, без политичка улога. Бугарски единици, цели армиски единици со артилерија, водени од Хистерс, исто така поранешен германски офицер. Овие податоци покажуваат дека советите користеле поранешни германски офицери како инструктори и команданти на просоветските сили, што е навистина интересен историски факт. Точка 4. Сите овие сили биле директно под политичка контрола на советскиот амбасадор во Софија. СССР обезбедувал оружје, пари и логистика, практично создавал воена структура што би можела да влезе во конфликт со Југославија, Грција и Западот. Точка 5. Во петиот дел се спомнува дека советите воспоставиле анти-Тито комунистичко движење во самата Југославија, наречено Комунистички револуционерен штаб, со седиште во Скопје. Точка 6. Комунистичкиот револуционерен штаб треба да започне револуција во Југославија со цел да поддржи активности слични на оние што ги спроведува Комитетот за слободна Македонија и ќе добие поддршка од Албанија, каде што е пријавено присуство на еден советски полк.